Во првите години по ослободувањето, кога се поставаа темелите или ги правеа првите посигурни чекори многобројните научни, културно-уметнички, образовни институции кај нас, беше формиран и Архивот на Македонија. Независно од тоа што и пред формирањето на Архивот на Македонија беа правени обиди да се организира архивската дејност во нашава република, дури со неговото основање започна организирано и систематски прибирање и обработка на архивската граѓа. Со тоа беа создадени услови за побрз и подинамичен развој на архивската дејност во Македонија. На тие денови, исполнети со само прегор и ентузијазам, го замоливме да не потсети еден од втемелувачите на архивистиката кај нас, поранешниот директор на Архивот на Македонија, Димче Стојановски Мире. Почетоците на архивската дејност во Социјалистичка република Македонија се поклопуваат со почетоците на државниот живот на републиката. Веднаш по ослободувањето на земјата, во својство на министер на просвета беа земени првите чекори за прибирање, заштита, средување, обработка и презентирање на едно најголемите богатства на нацијата, а тоа е историската документација. Ние историчарите вериме дека нема нација без документација. И водени од тие причини, ние историчарите ги направивме првите и најодговорни чекори. А тоа е да го согледаме овај проблем, да донесеме документ што ќе му го презентираме на владата како закон, за да може да се пристапи организирано и одговорно на прибирањето на единственото и најголемо национално богатство – документацијата. Архивот на Македонија, кој организира ова работа, почна со својата работа во 1951 година на 1 април. Тоа е почетокот на организирано живење и пребирање на архивска документација. Веднаш се пристапи и на многу суштествениот проблем на негово совладување, тоа е создавање на кадар. Во Македонија вакви кадри немаше. Требаше туку што создадената организација да ги создаваме. И затоа веднаш организиравме 6-месечен курс, што се одржа овдека во Скопје, со над 20 посетители, кои со многу голем успех го завршија, и тие представува столб во организирањето на историските архиви на територијата на цела Македонија. Така се дојде до изградбата на цел еден систем на архивски згради во Македонија. Тоа е прво зградата на Архивот на Македонија, тоа е ова овдека што се гледа, потем зградата на Архивот на Скопје, па зградата за Источна Македонија во Штип, па зградата архивска во Битола за потребите на Пелагонискиот регион, па зградата во Охрид за потребите на Езерскиот регион, како што го викаме ние, за регионот, значи Охрид, Преспа и подалеку, нали, и требаше да се изгради, се беше премно и проектот е готов, и зградата во Титов Велес за повардарието. Покрај тоа добро функционираат и добри згради имаат архивот во Прилеп, архивот во Куманово, па до некаде и архивот во Тетово. Од тој период неделата еве цели 3 децении. За сегашната организациона поставеност на Архивот на Македонија, за неговите задачи и резултати, не информира директорот на Архивот на Македонија, Александар Алексиев. Денешната организациона поставеност на Архивот на Македонија, впрочем, како и во минатото, била
и е во непосреден сооднос со дејноста што ја обавува Архивот на Македонија, со задачите и обврските кои се поставувале, се поставуваат и секако во иднина ќе се поставуваат пред него. А тоа пред се е обврската, грижата, Архивот на Македонија, да ја прибира граѓата значајна за минатото на нашиот народ, па би рекол и за неговата сегашност, да ја прибира, обработува и направи годна да може да послужи за научно презентирање, за научно обработување, да најде место во бројните монографии, студии кои ги издаваат нашите соодветни институции, Академијата, Институтот за национална историја и многу други издавачките предпријатија, во кои се реконструира минатото на нашиот народ. И како резултат на оваа перманентна грижа на вработените во архивот во Македонија, денеска нашиот архив располага со вкупно 979 фондови и збирки, или тие изразени во должински метри, а во нашата дејност граѓата се мери со метри, должински метри и километри. Велам, во моментот, ова граѓа со која располагаме ние изнесува ни помалку, ни повеќе, туку 2 километри, 626 должински метри, односно наредени листови документи еден до друг во овој должински распон, тоа изнесуваат 25.200.000 листови. Покрај ова, Архивот на Македонија располага и со 990.928 снимки на документи, добавени главно од странските архиви. Заправо, со години наред, Архивот на Македонија испраќа своји истражувачи во странските архиви, и тоа почнувајќи од Лондон, Париз, Рим, Истанбул, соседните земји и така натаму, кои го снабдуваат со граѓа сврзана со нашето минато, меѓутоа депонирана во овие архиви. А сите овие документи, седно како автентична граѓа, како микрофилм или на друг начин, заложена во нашите трезори, во нашето депо, треба да помине и поминува и поминувала низ рацете на архивистите, кои ова граѓа треба да ја обработат, средат, да ја направат, како што реков, можна да таа
се ползуваат, да таа се користи, а овие работници наши по правило останувале и веројатно и во иднина ќе остануваат анонимни. Едно од средишните одделенија на архивот е одделението за средување и обработка на архивската граѓа. Во него работат 13 архивисти и 12 помошници архивисти. Влегуваме во една од повеќето канцеларии каде што се обработуваат документите, што во буквална смисла на зборот значат живот, го овозможуваат реконструирањето низ податок и автентично сведоштво нашето минато и нашата сегашност. Работам на обработката на фондовите главен одбор на Народна младина на Македонија од 1944 година до 1960 година и на фондот Покраински комитет на СКОИ од 1944 година до 1949 година. Фондот главен одбор на Народна младина на Македонија содржи околу 100 кутии, а во секоја кутија по 1000 документи. А фондот Покраински комитет на СКОИ содржи 26 кутии, од кои 11 се досија, анкетни листови на членовите на СКОИ, а другите се материјали од самиот Покраински комитет, од окружните комитети, околиските комитети и местните комитети. Овие материјали ги средувам хронолошки по години, а внатре тематски. Тоа се претежно записници, извештаи од местните, окружните и околиските комитети испратени до Покраинскиот комитет. Средувањето на овие материјали е потребно на истражувачите кои го изработуваат зборникот за учеството на младината во НОБ и во социјалистичката изградба на нашата земја. Овдека се наоѓа само дел од материјалите што ги обработувам, а другиот дел се наоѓа сместен во нашето депо. Работам на Фондот за Министерството на финансии за Македонија од 1945 година до 1963 година. Овој фонд е примен во многу несредена положба поради земјотресот што го затеси Скопје и поплавата. Материјалот беше примен околу 3000 кутии, тоа е граѓа од 2 камиона, но покасно со работа за овие 10 години, со шкартирање и издвојување непотребниот регистраторски материјал, остана некаде за како вредна архивска граѓа околу 700 кутии. Овој фонд ќе му служи на научно-истражувачите од областа на економиката и стопанската историја на македонскиот народ од формирањето на државата 45 година па се до денешни времиња. Се наоѓаме во салата број 6 на одделението за обработка на архивска граѓа. Тука се работи тимски за разлика од другата каде се работи поединечно, секој човек работи на еден фонд. А овдека се работи тимски во две групи. Едната група работи на досијата на членовите на партијата, а другата работи на останата граѓа во која се одразува дејноста на Централниот комитет, како и преписката на комитетот со Централниот комитет на Југославија, со окружните, околиските, градските и местните комитети. Тоа се записници, извештаи, форумски материјали од седниците на Централниот комитет, од седниците на окружните, околиските и градски комитети. Тие се систематизираат во рамките на организационите единици, одделењата, а внатре во рамките на тие одделења се групираат по тематика, по видови на акти, при што се издвоени као посебен материјал конгресните материјали од конгресите на Централни комитет на Комунистичката партија на Македонија и материјали од пленумите и други седници на Централниот комитет. Количински изразено, тоа изнесува 2500 архивски кутии, од кои 1500 се досија на членовите на Сојузот, кои се околу 70.000 досија, 1000 кутии останата архивска граѓа или милион лист. За да се возможи користењето на огромна количина на документи, ќе се изработат регистри, тоа е кратка содржина за секој предмет со потребната сигнатура. Оваа граѓа ќе послужи на нашите научници во опишување историјата на Сојузот на комунистите на Македонија
издавање на зборници на документи од дејноста на Сојузот на комунистите на Македонија, кои се во тек. Еве еден од поинтересните документи содржани во фондот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија. Например, тоа е упитникот пополнет лично од покојниот Димитар Влахов, од кого што ги гледаме основните податоци негови. Дека е роден 1878 година во град Кукуш, дека е македонец, дека бил член на Комунистичката интернационала БРПК уште од 1925 година, а од октомври 1944 станува член на Комунистичката партија на Македонија, односно на Југославија. Дека е бил во Москва член на Всесловенскиот комитет како представител на Македонија уште во тоа време. Овој документ е одлуката на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија за одржување на првиот конгрес на Комунистичката партија на Македонија. Следниот документ е записник за текот на работата на првиот конгрес на Комунистичката партија на Македонија, одржан 1948 година во Скопје. Овој документ е список на делегатите на првиот конгрес на Комунистичката партија на Македонија, за кои имаме и својрачно пополнети полномошна и упитници. А пак, ова е шемата за распоредот на седиштата во Македонскиот народен театар, каде што се одржа првиот конгрес на КПМ, кој бил исполнет до последно место. Трезори. Се наоѓаме 6 метри под нивото на Вардар. Огноотпорно челични врати, противпожарни и други алармни уреди. Полици, илјадници документи. Тоа е депото на архивот на Македонија. Велат дека депото е срцето на секој архив. Се наоѓаме во депото на архивот на Македонија, каде што се чува архивската граѓа. Депото има 5 спратови со вкупна површина околу 2100 метра квадратни.
Овде педантно се складирани пораките, копнежите и идеалите на генерации и генерации, истакнати македонски револуционери и општественици, културни и просветни дејци, градители на нашата политика, стопанска и културна историја. Еве само дел од ова ретко значајно наше револуционерно и културно наследство, без кое е невозможно расветлувањето на нашиот национален идентитет. Тука се и писмата на Гоце Делчев, великанот на нашето национално ослободително движење. На број се 42 писма. На нив во текот на национално-ослободителната борба тој се подпишувал со своите псевдоними Ахил и Ѓорѓи. Дел од нив се шифрирани. Посебна скапоценност во архивот на Македонија е граѓата сврзана со развитокот на работничкото движење во нашава земја, а особено онаа што потекнува од народно-ослободителната борба и народната револуција, како и онаа што сведочи за конституирањето на македонската државност, тој вековен идеал на нашиот народ, остварен со перманентна борба и реки од крв на повеќе генерации што ги положија своите животи во темелите на нашата сегашност. Овде, во архивот на Македонија се чува и граѓата што зад себе ја оставили сите оние што за подолг или за покус период владееле со нашата земја. И тоа е дел од нашето тешко минато, но и сведоштво за нашата непокорност и одстојување. Посебно значајна граѓа за расветлувањето на подалечното наше минато е збирката од 185 сиџили на битолскиот вилает. Неа ја надополнуваат исто така богатите збирки од Берати и Фермани.
Јас работам во архив на Македонија како архивиста-ориенталиста. Работам на граѓа пишувана на турски јазик, која опфаќа голем период од животот на нашиот народ. Тука се навоѓаат разни видови документација. Освен неа може да ја најдеме и во Цариград. Сега можам да ви кажам неколку документи кои моментално работам на нив. Таков еден е плакат со карта од театарот во турски период. Плакатот е на комедија во 5 чина, која се вика Кызыл Кюпри, со лицата и од колку до колку саато ќе почнувала и завршувала представата. Ово е и билетот со кој се влегувал на представата. Освен тоа, имаме и друг овде еден документ, програм за вршење на падарската служба во Македонија, по селата. Веројатно, оваа служба играла голема улога во одржување на друштвениот поредок на Турција, затоа тие издале плакат по кој требало да се придржуваат чуварите, падарите за вршење на службата. Трет документ е исто така еден документ испратен од поголемите органи до помалите на власта. Испратено писмо до Комисијата за издавање на лична документација на луѓето. Наведува да се обрне внимание да личната документација се дава лично на особата, а не преку друго лице. Ни стана очигледно дека ни се потребни денови и денови, макар и патем, да ја одбележиме граѓата со која располага архивот на Македонија. Но не можевме да ја заобиколиме и неговата збирка од ракописи и други раритетни книги. Ја замоливме библиотекарката на архивот Султана Коневска да ни ги даде најнужните информации. Од богатиот книжен фонд на библиотеката на архивот на Македонија ќе ги издвоиме како најважни ракописните книги кои датираат од 13 век па наваму. Меѓу најважните се 2 ракописа од 13 век, 9 ракописа од 14 век, 5 ракописа од 15 век и други. Исто така во библиотеката на архивот на Македонија во депозит се чуваат и ракописни збирки од манастирот Свети Јован Бигорски, од манастирот Света Пречиста Кичевско, од црквата во село Лавчани Кичевско и други. Истите датираат исто така од 13 век па наваму. Сите овие ракописни книги се издадени во нашата публикација Словенски ракописи во Македонија во 2 книги. Втора по важност збирка во библиотеката на архивот на Македонија се старопечатните и ретки изданија. Меѓу позабележителните ќе ги спомениме првите печатни изданија на Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ, Кратовскиот календар на Нешо Марковиќ, стематографијата на Жефаровиќ и други. Тука воедно се и првите печатени школски издања на Шапкарев, Наумов, Самарџиев, од солунските печатници и така наречените книжици. Потоа записот на Ѓурчин Кокале од 1838 година. Меѓу значајните изданија е и книгата печатена во 1920 година во Вуковар под наслов Одлуке другог конгреса Комунистичке партии Југославија. Во библиотеката исто така се чуваат и првиот буквар на македонски јазик печатен во Атина 1925 година за потребите на македонците од Егејска Македонија. Македонскиот буквар печатен во Тирана 1956 година и други читанки од 1 до 4 делење печатени за македонците од Народна република Албанија. Првите печатени издања на македонски јазик во Егејска Македонија за време на НОБ и граѓанската војна, како весници, списанија, билтени, брошури, летоци и друго. Ќе ги спомениме Ослободител, Македонка, Непокорен, Билтенот, Победа и други. Во просториите на библиотеката ги забележавме изложени изданијата на архивот, за кои тој 1978 година ја доби наградата Гоце Делчев. Архивот
обезбеди на вистина ретко плодна и обемна издавачка дејност. Во годината кога ја прославуваме нашата 30 годишнина, без лажна скромност треба да истакнеме дека Архивот на Македонија има најразвиена издавачка дејност во споредба со сите други архиви или слични институции во нашата земја. Се разбира, тоа се должи и на нашите специфични проблеми и потреби, нели, а и на кусиот временски период во кој Архивот на Македонија, како самостојна институција, се занимава со истражувањето, обработката и заштитата на архивската граѓа, но и со нејзиното објавување. До сега Архивот на Македонија во едицијата Турски документи има издадено 9 тома, потоа во едицијата Дипломатски документи за историјата на нашиот народ 6 тома, а тука спаѓаат документи од архивите во Австрија, од Франција и многу други земји. Потоа 3 тома споменици на од средновековната и поновата историја на Македонија, 2 тома словенски ракописи во Македонија, 3 тома други публикации, а посебно треба да ја издвојам едицијата која што издаваме со Архивот на Србија под наслов Граѓа за историјата на македонскиот народ од Архивот на Србија. Во едицијата Егејска Македонија во НОП досега имаме издадено 5 тома, а овие едиции ќе продолжат и понатаму, бидејќи, како што реков, донесуваат автентична изворна граѓа која се наоѓа во странските архиви. Секако дека во наредните години ќе настојуваме да ги прошириме и бројот на едициите, а да ја уште повеќе интенсивираме нашата издавачка дејност, уверени дека на тој начин најдобро се одолжуваме на потребите на нашиот народ. Неодминлива составка во дејноста на архивот се лабораториите за микрофилмување и конзервација. Само минатата година лабораторијата за микрофилм реализира 550.000 снимки за потребите на Архивот за Македонија, историските архиви во Републикава и другите корисници на неговата граѓа. Бидејќи документот има свој век на живот, конзервацијата и лекувањето на архивската граѓа е доверено на специјализираната лабораторија за конзервација, која годишно заштитува од пропаѓање на губрени документи. Во склопот на заштитата на архивската граѓа, своја функција има и книговезницата, чии услуги ги користат и другите архиви во Македонија. Верувавме дека успеавме да ги опфатиме сите дејности на Архивот на Македонија, но не подсетија дека без одбележување на дејноста на надворешната служба и читалната не сме рекле се. Еден од поважните проблеми што се разрешува од доменот на заштитата е проблемот на валоризацијата на архивската граѓа или популарно речено одбирање на граѓата. Оној дел од граѓата што трајно треба да се чува, трајно историски и што треба да дојде после извесен законски рок во архивот, се чува во организациите, се заштитува, се евидентира и така натаму, а потоа се предава на архивот на трајно чување. Оној пак дел што е од оперативно и временско значење се чува во утврдени рокови, а потоа се уништува. На тој начин се разрешуваат напластените проблеми што ги создава администрацијата со времена, односно се чува околу 10 до 20% архивска граѓа од трајна вредност. Се оди инаку на
интензивна соработка со овие организации и на тој план резултатите се евидентни. Еве сме и во читалната во архивот на Македонија. Задлабочени над архивската граѓа, многумина истражувачи од земјата и од странство овде ги проучуваат нашето минато и нашата сегашност. My name is Eran Frankel from the United States, and for the past year and a half I've been here conducting research towards my doctoral degree in Ottoman history from the University of Pennsylvania in Philadelphia. Сега мислам дека за да го објаснам што работам тука, поарно е да зборувам прво на македонски. Сега овие се документи од 15-16 век за Скопје и Скопската околина, и од нив може да се произучуваат овие податоци што се однесуваат за Скопје, за скопското население и за тие скопските села од тоа време. И јас прв пат дојдов во Македонија како љубител на македонски фолклор и се запознав со тие села од овој престој во 72-3 година и сега од овие документи пак ги сретнувам истите села од 15-16 век, што покажува дека овие се многу стари села, например, Драчево, Лисиче, тие села. И од овие документи сега можат да се произучуваат какви социјални, демографски, економски промени, измени имале во тоа време. И ова е многу интересен период, бидејќи ова е прв период за ова Централна Македонија по Вардарија, за кој што постојат тие документи од најраниот период на Турската империја. Архивската граѓа представува богатство од непроценлива вредност, но тоа е мртво богатство се додека не се проучи и објави. На истражувачите им стојат на располагање водичи низ архивската граѓа, регистри и сличен информативен материјал, што е подготвен од вредните работници на архивот. Документите се нашето сведоштво, за нас и пред светот, за нашето далечно минато и нашата сегашност.